Отворен ден за граѓанско образование во организација на Основното училиште Свети Кирил и Методи се одржа во училишната установа. Во присуство на наставници, родители, ученици и градоначалникот Илиев, учениците преку презентации ги покажаа своите реализирани активности и значењето на граѓанското образование. Присутните на настанот ги поздрави директорот на училиштето Даниел Кралев, кој го истакна значењето на граѓанското образование и изјави дека ваквите проекти и активности на учениците се за поздравување и дека училиштето ќе продолжи и во иднина да ги поддржува проектите кои учениците само иницијативно ги предлагаат и голем дел од нив ги реализираат. Граѓанското образование е клучен дел од секоја демократија. Секое општество се стреми кон продуцирање на генерации кои ќе ја разбираат својата улога и одговорност како граѓани. Граѓанското образование е токму една од алатките за постигнување на овие цели. Преку него ќе го помогнеме систематизираното подготвување на младите за нивна активна улога во општеството и граѓанското учество. На овој настан, учениците од Основното училиште Свети Кирил и Методи ќе ги презентираат своите граѓански компетенции стекнати преку сопствени иницијативи и останати активности. Ја користам приликава да им порачам на учениците дека целосно го поддржувам нивното демократско учество во училишниот живот и им посакувам уште многу вакви успешни приказни во иднина. Во однос на настанот, а на покана на Собранието на Македонија, ученици од Основното училиште Свети Кирил и Методи пред неколку месеци учествуваа во работилница на тема Детски парламент. Преку тој настан, учениците се запознаа со работата и просториите на Собранието, начинот на кој се носат законите во Собранието, а остварија и средба со пратеници. Учениците тогаш упатија и пораки до пратениците, а играа и улоги на млад пратеник на тема, замена на класичните учебници со електронски. На активноста во училиштето беа всушност презентирани искуствата од таа посета на Собранието и од активностите реализирани со пратениците. Инаку на настанот учествуваа вкупно 14 училишта од државата, а од Кочанското училиште учествуваа учениците Љупка Јорданова, Славче Донев, Илина Коцева и Јован Филипов, предводени од Лиляна Арсова, училишен психолог, мастер обучувач, ментор на новата програма за граѓанско образование. Во текот на работилницата преку интеракција се даде можност да се прошират знаењата од наставната програма по граѓанско образование за работата на Собранието и пратениците, како и за стекнување вештини за дебатирање и застапување на сопствените аргументи во улога на млади пратеници. На крајот од активноста во Основното училиште Свети Кирил и Методи, присутните засадија дрвца во дворот на училишната установа.